Апсолутно останувам на ставот, тука не треба никој да има никаква дилема. Тоа треба сите да бидат сигурни дека ние политиките не ги менуваме инстант. Имаме аргументи, се разбира, не сме и наетливи па да речеме не може така кажавме, туку имаме аргументи. Најлесно е да се направи ова кое што вие ми го кажувате, односно кое што е препорака на Фискалниот совет и дел од експертите на Светска банка, дека треба да се зголеми данокот на додадена вредност, придонесите за здравствено и пензиско, да се зголеми старосната граница и слично. Ние сме фокусирани на политики кои што ќе значат намалување на сивата економија, намалување на даночната евазија, повеќе пари да собереме во буџетот, истовремено раст на економијата и повеќе пари да собереме на тој начин во буџетот, како би можеле се тоа да го сервисираме, зашто во моментот морам да кажам дека сме апсолутно ликвидни, дури после долго време имавме и суфицит во буџетот во еден месец, мислам дека беше октомври месецот, отприлика 17 милиони евра, негде милиарда и 200-300 милиони денари. Така што најлесно е да удриме на грбот на граѓаните. Тоа нема никогаш да го направиме, ако не ги исцрпиме сите можности кои што ги црпиме, затоа што оваа влада е избрана со огромна доверба од страна на граѓаните и таа доверба не сме да ја изгуби со тоа што ќе води дволични лицемерни политики, туку стабилни политики, политики кои што се предвидливи и политики на долг рок. Апсолутно можам да ги уверам граѓаните дека и сегашниот закон овозможува за одредени професии да имаат пролонгирано заминување во пензија. Немаме намера да ги зголемуваме старосните граници, немаме намера да ги зголемуваме процентите со кои што ќе се зафаќа за придонесите здравствени и пензиски, немаме намера да го зголемуваме данокот на додадена вредност, немаме намера да интервенираме во успешната приказна наречена ранна даночна политика.